Како што кажав, Броеви 14 глава од 1 до 38 стих, тоа ќе биде нашето читање на Словото, а ќе проповедаме од Псалм 90, 90 Псалм. Да го чуеме Божиото вдахновено Слово. Тогаш завреви целото општество и почна да вика, и народот плачеше во таа ноќ. Сите израелци роптаа против Мојсија и Јарона. Целата заедница им зборуваше: О, да умревме во египетската земја, или да изумревме во пустинава, зашто Господ не води во таа земја, за да паднеме од меч, а нашите жени и деца да станат робови. Зар не ќе ни биде подобро да се вратиме во Египет? И си велеа еден на друг, да си поставиме водачи да се вратиме во Египет. Мојсе и Арон паднаа на своите лица пред целата собрана израелска заедница, а Исус, синот Навинов, и Халев, синот Ефониев, кои беа меѓу оние кои ја согледаа земјата, ја скинаа својата облека. Потоа му рекоа на целото израелско општество: Земјата низ која поминавме за да ја согледаме е премногу добра. Ако ни биде Господ милостив, ќе не доведе во таа земја и ќе ни ја даде. Тоа е земја во која течат мед и млеко. Само не бунете се против Господа, не бојте се од народот на онаа земја, па тој е залак за нас. Тие се без заштита, а Господ е со нас. Не бојте се од нив. И додека целото општество веќе мислеше да ги каменува, Господовата слава им се јави во шаторот на средбата на сите Израелеви синови. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: До кога ќе ме презира тој народ, до кога не ќе ми верува и покрај сите знаци што ги извршив среде нив? Ќе ги удрам со помор и ќе ги истребам, а од тебе ќе направам народ поголем и посилен од него. Тогаш Мојсеј му рече на Господа: Египетците сватија дека ти со твојата сила го изведе овој народ од среде нив. Тие им го кажаа тоа на жителите на онаа земја. Веќе научија дека ти си Господи среде овој народ, кому му се јавуваш лице во лице, и дека ти, Господи, стоиш во облак на него, дека одиш пред него дење во столб од облака, ноќе во столб од оган. Затоа, ако го истребиш овој народ како еден човек, народите што чуја глас за тебе ќе речат: Господ беше немојќен да го доведе овој народ во земјата што му ја вети под заклетва, и затоа го погуби во пустината. Затоа нека се возвеличи силата на мојот Господ, како што рече, велејќи: Господ е долготрпелив и многу милостив, ги проштава беззаконијата и престапите, но не го остава виновниот неказнет, туку го казнува беззаконието на татковците врз децата до третото и четвртото поколение. Прости му го гревот на овој народ по твојата голема милост, како што му проштаваше на овој народ од Египет до тука. Им проштавам на твојот збор, рече Господ, но јас сум жив и со Господовата слава е полна целата земја. Сите кои ги видоа мојата слава и знаците што ги направи во Египет и во пустината, па сепак ме искушуваа 10 пати не сакајќи да го послушаат мојот глас, нема да ја видат земјата што со заклетва им ја ветив на нивните татковци. Сите кои ме презираат нема да ја видат. А мојот слуга Халев, зашто во него беше инаков дух и зашто ми беше послушен, јас ќе го воведам него во земјата во која влезе, и неговите потомци ќе ја наследат, а Амаликците и Хананците живеат во долината. Вратете се утре и тргнете кон Црвеното море. Уште Господ им рече на Мојсија и Јарона: До кога тоа лукаво општество ќе ропта против мене? Ги чув оптужбите што израелевите синови ги подигаат против мене. Кажи им: Жив сум јас, вели Господ, како што зборувавте во моите уши, така и ќе ви сторам. Вашите мртви тела ќе паднат во оваа пустина. На сите вас што сте запишани во кој да е попис од 20 години нагоре, кои викавте против мене, нема да влезете во земјата против која ја дигнав мојата рака, за да ве населам во неа, освен Халев, синот Ефониев, и Исус, синот Навинов. А вашите деца за кои велевте дека ќе станат робови, нив
ќе ги воведам за да ја населат земјата која што вие ја презревте. А вие, вашите трупови ќе паднат во пустинава. Вашите синови ќе скитаат низ пустината 40 години, ќе трпат заради вашата невера, додека не ви испопаѓаат телата во пустинава. Според бројот на деновите во кои ја согледувавте земјата, 40 денови, за секој ден една година. 40 години ќе ги носите вашите беззаконија, за да знаете што значи да се биде оттуѓен од мене. Јас, Господ, го велам тоа. Така ќе постапам со оваа зла заедница, што се собрала заедно против мене. Сите тие ќе загинат и ќе изумрат по пустинава. А оние луѓе кои Мојсей ги испрати да ја согледаат земјата и кои по враќањето го возмутија целото општество против него, прогласувајќи ја земјата за лоша, тие кои ја прикажаа земјата како лоша, изумреа од помор пред Господа. Само Исус, синот Навинов, и Халев, синот Ефониев, останаа живи од оние луѓе кои отидоа да ја согледаат земјата. Амин. И сега ќе го прочитаме и текстот кој што ни е за нашата проповед. Тоа е Псалмот 90, Мојсевиот псалм. На страна 634 можеме да ги отвориме Библиите, таму ќе се задржиме ова утро и со Божја помош ќе го разгледаме целиот тој псалм. Молитва на Мојсей, Божји човек. Господи, Ти ни беше за солниште од род до род, пред да се родат планините, пред да суштествуваат копното и земскиот круг, од век до век, Боже, Ти си. Смртниците ги враќаш во прав и велиш, вратете се човечки чеда. Зашто 1000 години во Твоите очи се како вчерашниот ден што помина и како ноќната стража. Ги растеруваш како утрински сон, тие се како трева што се зеленее, наутро цвета и сета се зеленее, а навечер се суши и вене. Навистина Твојот гнев не подјадува и не збунува Твојата лутина, нашите гревови ги стави пред Твоите очи, нашите потајни беззаконија во светлината на Твоето лице. Зашто сите наши денови минаа со Твој гнев, како воздишка ги завршивме своите години, збирот на нашиот живот е 70 години, ако сме силни и 80, а повеќето од нив се мака и ништожност, зашто минуваат брзо и ние летаме од тука. Кој ќе ја мери жестокоста на Твојот гнев? Кој ќе проникне во Твојата лутина? Научи не да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Брати се при нас, Господи, па до кога? Биди им милостив на своите слуги. Насити не наутро во својата милост, за да се радуваме и да се веселиме во сите наши дни. Зарадувај не за дните кога не бичуваше, за годините кога страдавме многу. Нека се покаже Твоето дело врз Твоите слуги и Твојата слава врз нивните деца. Нека биде на нас добрината на Господа, нашиот Бог. Дај ни да успее делото на нашите раце, нека успее делото на нашите раце. Амин. Овој псалм, како што видовме во првиот стих или надписот на овој псалм, се кажува дека е напишан од Мојсей, Божиот слуга или Божи човек. И зошто ја прочитавме 14-тата глава од Броеви е баш поради овој псалм. Овој псалм се верува дека е напишан баш после тие случувања. И сега видовме во 14-тата глава на Броеви нешто се случува. Луѓето се растревожени, луѓето се бунтовни и сакаат да ги турнат Мојсей и Арон и да се вратат во Египет. Но зошто се случува тоа? 13-тата глава пред тоа ни е показател зошто. И Мојсей, по наредба Божја, издигнува 12 луѓе од секое племе на Израел и испраќа како согледувачи, како шпиуни во земјата ханаанска, за да ја извидат и за да видат како можат да ја освојат, да се уверат во незината убавина, да се уверат во тоа дека таа земја која што Бог им ја ветува
е навистина плодна земја и земја исполнета со многу благослови. И од сите тие 12 изведувачи, 10 од нив се враќаат назад со плодови, сочни плодови и кажуваат навистина земјата во која што Бог не праќа е плодна земја, изобилна со секакви плодови, во неа течат мед и млеко, но ние сме мал народ, не можеме да ја освоиме таа земја, не можеме против тие народи. Таму живеат и тие големи луѓе, анаковците, тие джинови на земјата. Ние не можеме против нив. Но во тие 12 мина имаше двајца други со поинаков дух, како што се кажува за Халев, со срце исполнето по Бог и верно кон Бог. И тие велат, тие народи се ништо спрема Богот кој што е со нас. Ние секако, ако Бог ни го ветил тоа, ние можеме да ги освоиме и да ја добиеме таа земја. Но секако народот им верува на мнозината, не на малцинството. И тоа се случува и денес. Малцинството може да зборуваме ние како малцинство за вистината, но народот верува на она мноштво народ кој што можеби и веруваме дека оди во пропаст, но верува во тоа. И народот се побунува против слугата Господов, против Мојсей, и се побунува над се против самиот Господ Бог, оној кој што ги изведе од египетската земја. И тука се среќаваме со тоа побунување и се среќаваме со тоа како Бог постапува со тој народ кој што е бунтовен. И Бог во неговата јарост, во неговиот гнев, кажува дека целосно ќе ги погуби израелците и од Мојсей, само од Мојсей ќе издигне народ многуброен и од неговото име ќе направи она што го сакаше да го направи. Но тоа го кажува зошто за Мојсей да го доведе на колена пред Бог и Мојсей да се застапува како слика на Христос Исус, да се застапува за својот народ. И Мојсей тоа го прави во 14 глава во Броеви. И видовме дека Бог кажува дека поради Мојсей, поради неговите молитви, поради неговиот збор, ќе ги помилува. Но на кој начин ќе ги помилува? На начин кој што во 40 години или поточно 38 години од тогаш ќе талкаат по пустината пред да влезат во ветената земја. Но не и секој ќе влезе во таа ветена земја, туку само оние деца на сите генерации над 20 години и нагоре. Затоа Бог го вдахнува Мојсей за овој псалм да го напише и да го испее пред Бог, да го моли пред Бог, бидејќи тука од 90-тиот псалм го имаме тој копнеш Мојсеев по Бог и по Божијата милост, бидејќи Мојсей во тие 38-40 години во пустината виде околу 1 милион луѓе кои што беа браќи и сестри негови, како изгинуваат еден по еден. Смртта беше пред неговите очи. Смртта на човекот беше постојана во пустината. Тоа беше секој невие, секој ден. Еден човек, друг човек, трет човек. Мојсей тоа го гледаше и Мојсей беше нажален за тоа. И затоа, со Божја помош, овој псалм ќе го разгледаме по 3 точки. Првата, Божјата вечност и човековата смртност. Тоа го имаме од првиот стих до 6-тиот во нашиот псалм, каде што Мојсей во првиот и вториот стих посебно ја издигнува Божјата вечност. И зошто? Бидејќи
Бог е вечен Бог. Бог е оној кој што нема ни почеток, ни крај. Бог не е роден, не е создаден, туку е вечен, несоздаден Бог, кој што вечно пребива и за нас тоа дури е несватливо, но мораме со вера да го прифатиме тоа и со вера да ја гледаме таа вечност како наше засолниште, како наша надеж и утеха. И Бог, како вечен Бог, ни кажува во првиот стих дека тој или Мојсей укажува на Бог: ти ни беше засолниште од род до род. И сега тука зборот за солниште во нашите преводи, тука е засолниште, во другиот превод е прибежиште, но тука се станува збор за една буква во еврејскиот јазик каде што се изменила и грците првично ја превеле така како прибежиште, засолниште, но на еврејскиот, верувам, и сите англиски преводи тоа го имаат, тој збор значи пребивалиште, не засолниште, туку пребивалиште или живеалиште. И Мојсей му кажува на Бог дека Господ Бог на израелците и на Божиот народ е нивно живеалиште. Зошто? Ако се сеќаваме тие што доаѓаме во среда и ги слушаме тие проповеди, поуки за Божиот народ, за тие патриарси, гледаме дека од Авраам до Јаков и понатаму и Мојсей и до Исус Навин, луѓето Божи беа без постојано живеалиште. Беа скитници на оваа земја, така ни се кажува и во Евреите, дека нашите татковци по верата беа скитници на оваа земја. Но Господ беше нивното живеалиште. Господ беше нивното пребивалиште. Тие можеа да најдат спокој и мир во Бог. И ние наоѓаме единствено спокој и мир во нешто што е постојано. И вечноста на Бог е тесно врзана со непроменливоста Божја, бидејќи непроменливоста Божја е неопходна во однос на вечно битие. Ние како создадени битија, кои што имаме почеток, имаме крај на овој свет во нашето тело, душата е бесмртна секако, но и таа има почеток, ние сме променливи. Ние се менуваме од ден на ден, се менуваме, растеме, остаруваме, умираме, но Бог е вечен и е непроменлив. И како таков, тој може да биде нашето живеалиште кое што е постојано. И во овие наши животи што ги имаме тука на земјата, единствено во Бог можеме да се потприме и да веруваме дека таму, во сите нешта кои што се променуваат во овој свет, во Бог можеме да најдеме нешто што не се променува и да бидеме сигурни, смирени и верни на Него. И таа доктрина, вечноста на Бог, е доктрина која стабилизира, како што кажав, бидејќи стабилизацијата на еден човек мора да се потпре на нешто што е цврсто, на нешто што е постојано. И како луѓе, за жал, многу често се потпираме на некои работи кои што ние мислиме дека се цврсти, дека можат да не крепат и да не држат во овој свет, но тоа е суетата на човекот. Нема ништо на овој свет што е постојано, што е вечно, непроменливо. Единствено е Бог. И преку оваа доктрина на вечноста Божја, ние наоѓаме стабилизација за нашиот живот и сигурност за нашиот живот. Можеме да го прочитаме за Божјата вечност стихот во 1 Тимотеј, 1 глава, 17 стих, каде што вели: на царот на вековите, безсмртниот, невидливиот, единствениот Бог, чест и слава во сите векови. Амин.
И понатаму 6-та глава вели кој единствено има бесмртност, живеејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему чест и вечна сила. Амин. Тука и во Новиот Завет ја гледаме таа вечност Божја. Гледаме дека Бог не можеме ни да сватиме како тоа нешто да биде безвремено, нешто да биде без почеток и без крај. И затоа за Исус Христос ни се вели тој е алфа и омега. Тој е почетокот и крајот. Тој е првата буква на азбуката и последната. Нема почеток и нема крај. Во него е се создадено, за него е, преку него, за негова слава. А во контраст на тоа, почнува Мојсей да зборува за смртноста на човекот. Ако ја видовме Божјата вечност, сега ја гледаме човековата смртност. И ни се кажува во 3-тиот стих, смртниците ги враќаш во прав и велиш, вратете се човечки чеда. И ако гледате во нашиот превод тука, вратете се човечки чеда е под наводници, што значи дека е цитат, и тој цитат се наоѓа во Битие, 3-та глава, 19-тиот стих, каде што Бог во проклетството на човекот, од кога го паднаа во грев, им се кажува, со пот на своето лице ќе јадеш хлеб, додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Смртниците ги враќаш во прав и велиш, вратете се човечки чеда. Овој стих алудира на таа реалност дека човекот после падот е смртен човек. Имаме почеток, се раѓаме, живееме и умираме. Овој живот е краткотраен живот и смртноста е реалност. Смртноста е реалност и тоа ни беше напомнувано и во проповеди минати за Евангелието според Јован. Смртноста на човекот е реалност која што мора да ја сватиме. И таа навистина смртноста парализира, сваќајќи дека сме луѓе кои што не знаеме кога ни е денот за смрт, за одвојување на телото од душата. Тоа не парализира, тоа не заплашува. Но воедно, ако Бог даде, ако Бог по Негова милост ни даде да спознаеме дека таа смртност може да се искористи за наше добро, таа ја освестува. И таа смртност не освестува за реалноста на нашата состојба, душевна состојба, која што е пред Бог. И ни се кажува во самиот псалм, зашто 1000 години во твоите очи се како вчерашниот ден што помина и како ноќната стража. Ги растеруваш како утрински сон, тие се како трева што се зеленее, наутро цвета и сета се зеленее, навечер се суши и вене. Тука Мојсей укажува на тоа дека годините Божи, кој што е вечен, со годините на човекот не се неспоредливи. Тука може би алудира Мојсей годините 1000 години во твоите очи се како вчерашниот ден што помина, на годините на патриарсите кои што некои од нив живеа скоро 1000 години, но сега Мојсей во реалноста во која што живее во пустината гледа луѓе како умираат многу помлади. Умираат како што се кажува во 10 стих, нашиот живот е 70 години, ако сме силни и 80. Луѓето во неговата реалност, а и во нашата сега, умираат многу млади, умираат до 80 години, 90 преку сила во наше општество и тоа е многу, од други можеби е почесто, но секако човекот во споредба со Божите години, еден ден во Божите очи се 1000 години. 1000 години се еден ден.
и споредува дека како вчерашниот ден што помина и како ноќната стража, а ноќната стража во тоа време траела само 3 сати. 1000 години во очите Божии се само 3 сати. Потоа споредува за требата која што Христос занезе за полето, кажува дека никој во овој свет не се облекол пораскошно од полето и дури ниту Соломон, најбогатиот човек и најдобриот цар, најбогатиот, најраскошниот не бил никогаш облечен како полето што била облечена во цвет и убавина. Но и тоа, тука ни се споредува и во Стариот Завет е честа споредба за нашата краткотрајност, дека е како цветот што се суши. Наутро изникнува и расте, се зеленее, разубавува, но навечер се суши и вене. Така се и нашите години. Нашите години по младоста расцутуваме, се разубавуваме и сето тоа, но брзо време после тоа доаѓа староста, се сушиме и венеме и пропаѓаме. Нашата смртност е реалност во овој свет и ако не сакаме да ја гледаме во луѓето околу нас, ако мислиме дека ние ќе се спасиме, ние ќе живееме подолго, Бог ни ја покажува смртноста наша и во природата. И затоа го дава и тој пример како цвет кој што се зеленее наутро, но навечер се суши и вене. Тоа е реалноста на овој свет. Овој свет е минлив свет. Овој свет пропаѓа со својата употреба и нашите тела пропаѓаат. И затоа доаѓаме од тука и до втората точка, човековата грешност и Божиот гнев. Бидејќи видовме дека Бог е вечен, и тоа ќе видиме и понатаму дека таа доктрина стабилизира и ни дава надеж, но нашата смртност не парализира и не освестува, треба да не освести баш за оваа реалност, дека човекот е грешен и поради грешноста на човекот тој излегува смртта. Смртта е производ на гревот. Прочитаме Римјаните, 5 глава. Од 12 стих апостолот Павле ни кажува: затоа како што гревот влезе во светот преку еден човек, тоа Адам, а преку гревот смртта. Гревот влезе преку еден човек, а преку гревот смртта. Тука е смртноста на човекот. И зошто е смртноста на човекот? Поради гревот. Нашиот грев произведува смрт. И можеби ќе се запрашате тоа зошто умираат бебиња. Веруваме дека умираат поради тој наследен грев. Наследен грев кој што го имаме, овој грев кој што влезе во светот преку еден човек. Може би тие не направиле свој собствен грев, но го имаат тој грев на универзалниот татко на светот, Адам, кој што падна во грев и преку падот во грев ни го остави по наследство на нас гревот. И тој грев покосува сите народи, сите племиња, сите генерации се покосени поради гревот на Адам, но не само поради тој грев. И затоа и го читаме овој псалм каде што ни се кажува дека не е тој грев единствениот кој што зошто умираме, туку гревот наш, собствен грев кој што го правиме секојдневно, носи гнев Божи, носи Божја лутина на нас. И човекот
умира често под тој Божи гнев. Гневот Божи е гнев кој што се истура поради гревот на човекот и поради тие грешни нагони и дела наши. И ни се кажува во 7 стих, навистина твојот гнев не подјадува и не збунува твојата лутина, или подобро може да се преведе твојот гнев не уништува или не голтнува и не смутува твојата лутина, или во другиот превод е преведено од твојата јарост сме растревожени, смутени, збунети поради гневот Божи. Во 8 стих Мојсей ни вели: нашите гревови ги стави пред твоите очи, нашите потајни беззаконија во светлината на твоето лице. Тука Бог не поучува дека секој наш грев си има последица и Бог, кој што е свет и праведен, не може да трпи никаква нечистотија и секој наш грев го изнудува Божиот гнев. И Божиот гнев е над нас. И Мојсей во таа реалност која што ја живее во пустината, го гледа тоа на пракса. Гледа како негови браќи и сестри, негови пријатели умираат поради нивната бунтовност, умираат поради нивната неверност и нивното идолопоклонство, и навистина тие биле голтани од пустината, голтани не од пустината само така поради живот во пустина, но од гневот Божи. И тука треба да застанеме и да размислиме. Дали ние смртта на човекот ја гледаме на таков начин, или гледаме само смртта на човекот дека е природна непогода, или тоа е природата на човекот, само умираме и немаме избор на друго. Секако смртта е реалност на човекот, но мораме да гледаме дека Божиот гнев е оној кој што убива, оној кој што уништува. И во 32 глава на Второзаконие, Мојсей во неговата песна кон Бог добива Слово Божјо и вели Бог: сега гледате дека единствено јас и дека нема друг Бог покрај мене. Дека единствено јас сум и дека нема друг Бог покрај мене. Јас усмртувам и оживувам. Јас удирам и исцелувам. И никој не се избавува од мојата рака. Божиот гнев над гревот на човекот е постојан. Ако гревот е прекршок на светоста Божја, Бог има право да го казни гревот во својот гнев, во својата лутина и јарост, и да не уништи. И навистина 8 стих, тоа што го кажува: нашите гревови ги стави пред твоите очи, нашите потајни беззаконија во светлината на твоето лице. Може би ние си мислиме дека нашите гревови никој не ги гледа, никој не ги знае, нема да имаме последица за тоа, но Бог ги гледа. Бог знае се. Бог, како што кажува, и потајните беззаконија на нашето срце ги става во светлината на неговото лице. И нашиот грев ќе биде откриен еден ден јавно и ние ќе бидеме судени од Бог за секој наш грев. И треба да се запрашуваме како живееме, да ги изнесуваме пред Бог, како што ќе видиме понатаму, нашите гревови во покаяние, во смиреност пред Бог, понизност и со вера дека тој е верен и праведен и може да ни ги прости нашите гревови, бидејќи гревот е омразен од Господа. Гревот е омразен од Господа и затоа нашите денови минаа со гневот Божи,
како воздишка ги завршуваме нашите години. Тука Мојсей кажува дека нашите години како еден здив поминуваат од гневот Божи и дека нашите години се мака и ништожност, дури да живееме 80-90 години, зашто минуваат брзо од гневот Божи, под тој постојана мака и тешкотија, минуваат брзо нашите години. И ние летаме од тука, вели Мојсей. И навистина Бог го мрази гревот. Во Псалм 5, ако се вратиме назад, 5-тиот псалм, Давид ни вели: зашто ти си Бог, кому не му е мило беззаконието, нечестниот нема да живее при тебе, ниту гордите ќе се одржат пред твоите очи. Ти ги мразиш сите што прават беззаконие. Ќе ги истребиш оние кои зборуваат лага. Господ се гнаси од човек крвопиец и измамник. Вистина, браќи и сестри, пријатели, гледаме дека тука Бог ја покажува вистинската состојба на гревот. Гревот е гнасен пред Бог и гревот го заслужува гневот Божи. Го заслужува секоја јарост, секоја лутина од Бог. И ние не заслужуваме, според нашата грешност, да живееме добро на овој свет. Не заслужуваме да ни биде лесно на овој свет. Заслужуваме мака, тегоба, заслужуваме ништожност. И тоа е реалноста за мнозина, бидејќи во грешноста Божиот гнев расте и Божиот гнев се истура над луѓето. Ако прочитаме во Изреки, 5-та глава, ни се кажува 21-иот стих, зашто пред Господовите очи се човековите патишта и тој ги наблюдува сите негови патеки. Понатаму во Откровение, во 6-та глава, 16-тиот стих и 17-тиот стих, ни се кажува дека да, сега, во оваа реалност која што живееме сега, Бог ги гледа нашите гревови, ги пази нашите патишта и тој сака да живееме свето. Но кога ќе дојде судот, кога ќе дојде повторно Христос, тој ќе суди. И ни се кажува, велејќи им на горите и на карпите, луѓето кои што живееле во грев, луѓето кои што се оптоварени од гревот и кои што треба да бидат судени од Бог, им велат на горите и на карпите: паднете врз нас и скритене од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи. И е интересно тука дека во овој стих се споредува гневот со јагнето, гневот на јагнето. Јагнето е символ на кроткост, на смиреност. Но тука јагнето е она кое што има гнев и тоа ќе суди на овој свет. И секој кој што живее во својот грев, кој што ужива во својот грев, ќе биде суден од Бог. И 11-тиот стих на нашиот псалм ни кажува Мојсей: кој ќе ја мери жестокоста на твојот гнев, кој ќе проникне во твојата лутина, или во другиот превод: кој ја знае силата на твојот гнев, па во стравот пред твојата јарост да се плаши. И сега тука е тежок текст на еврејски за да се преведи, но според мене вториот превод од поголемата Библија е подобар: кој ја знае силата на твојот гнев. Тоа е првото прашање кое што извира од Мојсей, а понатаму не прашува, туку изјавува како стравот од тебе е твојата лутина. Лутината Божја може да се изедначи со нашиот страв кон Него. И оној кој што го нема стравот Господов, тој ќе вкуси онолку гнев, онолку лутина, колку
што требало да има страв од Господ. Тоа е она што сака да го долови тука Мојсей. Но тука не застанува. Псалмот тука не застанува, бидејќи Мојсей кажува нешто друго. Мојсей извикува кон Бог. И 12-тиот стих надолу до 17-тиот стих ќе го разгледаме по третата точка, Божијата милост и човековата радост. Бидејќи сето ова, таа смртност на човекот, таа грешност на човекот, гневот Божи и тоа како може да не нурне и да ни покаже колку сме грешни, колку сме ништожни во очите Божи и мора да најдеме лек за тоа. И свесноста за смртноста поради гревот не води до барање на вистинско спознавање на нашата краткотрајност. Ние мора да сватиме нашата краткотрајност и тоа го бара Мојсей. Научи не да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Научи не да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Во оваа држава многу луѓе, сите ние сме склони да не го цениме времето. Не знаеме да го цениме времето наше, ни туѓо. И оваа молитва, научи не да ги броиме нашите дни, за да придобиеме мудро срце, не излегува од нас. Бидејќи ние живееме така лагодно, кога сакаме, како сакаме, со кого сакаме можеме да се видиме, не го вреднуваме времето, па ако задоцниме нема гајле, може да трпи другиот и другото време, туѓото време. Но Мојсей тука не учи да се молиме кон Бог, да ги броиме нашите дни, да го засметуваме времето како скапоценност. А и тоа е, бидејќи времето е единствено нешто што не можеме да го повратиме. Може би ќе изгубиме пари, тие може да се вратат. Може би ќе изгубиме имот, тие можат да се вратат. Сега секако фамилијата, како ја губиме, тоа може да ни се врати, да ни се умножи во Христос. И ќе кажам повеќе за тоа. Но времето, како ресурс, фамилијата не е ресурс, а времето е ресурс кој што треба да го користиме, не може да се врати. Еднаш ако помине, за секојаш е поминато. И ние треба да знаеме, да го броиме нашето време на земјата. Да знаеме колку време имаме тука на земјата, и тоа никој не го знае колку време ќе живееме, но она што го имаме, да знаеме да го живееме мудро. Да го искористуваме мудро и мудро да придобиваме мудро срце и мудро да придобиваме благодат Божја. Во 13-тиот стих понатаму продолжува Мојсей со молитвата кон Бог. Сега, ако Бог во 3-тиот стих вика вратете се човечки чеда во правот, смртта, Мојсей сега го моли Бог. Врати се ти при нас, Господи. Врати се ти кон нас. И моли, па до кога? Дали можеме да се поистоветуваме со оваа молитва? Дали го молиме Бог кога е одсутен од нас? Па до кога, Господи, до кога ќе бидеш одсутен од нас? До кога ќе окриеш своето лице од нас? Врати се при нас, Господи, врати се и биди милостив на своите слуги. Дали го молиме тоа? Дали го бараме на вистина Бог? Дали неговата милост ја засакуваме повеќе од овој живот кој што е краткотраен? И во 63-тиот псалм пеевме дека неговата љубов или неговата милост е подобра од животот.
бидејќи овој живот е краткотраен, но Божјата милост, Божјата љубов е она што ни треба на секој еден од нас. И молитвата на Мојсей е молитва не само за него, гледаме дека тука се застапува за својот народ, биди милостив на своите слуги. 14-тиот стих проложува: наситине наутро со својата милост, за да се радуваме и да се веселиме во сите наши дни. Божјата милост е единствениот лек за смртта. Божјата милост е она што не спасува од смртта и тоа е стимулантот, она што не води кон радост, кон веселба во Бог. Молитвата, ова наситине наутро со својата милост, можеме да видиме и во пророците, во Плач Еремин, дека тоа ни се кажува, дека неговата милост е нова секое утро. Во 3-та глава на Плач Еремин: заради Господовите добрини не сме уништени, неговите милости никогаш не престануваат, тие се нови секое утро, твојата верност е голема. Тука пророкот Еремија сваќа дека зошто не сме уништени, зошто не сме погубени и сега во нашиот грев, каде што се наоѓаме грешни пред Господа, зошто Бог не излева својата јарост врз нас веднаш сега и не погубува, заради неговата добрина, заради неговата милост. И Мојсей се повикува на таа милост: наситине наутро со својата милост, за да се радуваме и да се веселиме во сите наши дни. Браќи и сестри, мораме да го бараме Бог додека е тука, додека можеме да го најдеме, додека може да се најде спасение и милост од Него. Ни се кажува во Ефесијаните, 2 глава, за таа Божја милост, која што ни е потребна за тоа спасение кое што го бараме. Во 4-тиот стих од 2 глава на Ефесијаните Павле вели: но Бог, кој е богат во милост поради својата голема љубов, со која не возлюби нас, не оживе заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови, по благодат сте спасени. И со Него не воскресна, и со Него не седна во небесните места, во Христа Исуса, та во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат, според својата добрина кон нас, во Христа Исуса. Тука Павле ни кажува за тоа дека Бог не спасува од смртта со што? Ни ветува воскресение. И како што слушавме во Евангелието според Јован, Христос умре на крстот, но не остана во гробот. Во гробот остана само 3 дни, на 3-тиот ден воскресна. Тоа воскресна зошто? За да биде првороден меѓу браќата и преку него ние да воскреснуваме, да имаме надеж за таа смртност и за тој Божи гнев, да го избегнеме тој Божи гнев во него и да најдеме Божја милост. И гледаме тука, Мојсей се моли за радост, да се радуваме и да се веселиме во сите наши дни. И ние тука на земјата имаме искривен поглед на радоста. Мислиме дека задоволството, хедонизмот, на задоволство на телото и на страстите, тоа е радост. Радост е кога имаме многу, кога имаме финансии многу, имот многу, кога се и се што на земјата, земно, а забораваме дека вистинското блаженство се наоѓа во Бог. Бог е вечно блажен, така ни се кажува. Во него е блаженството, во него е радоста. Блаженство е радост и тоа е потребно да го сватиме за вистински да се радуваме, бидејќи радоста не е подчинета на околностите. Ако околностите налагаат, тогаш ќе бидеме радосни. Не. Радоста
може да биде постојана единствено во Бог. Ако ние го имаме Бог за наш Бог, ако ние му се подчинуваме, сме покорни на Него, можеме да бидеме радосни постојано и секој ден да се радуваме и да се веселиме во сите наши дни. И тука споредбата, нашите дни се макај ништожност, тие 70-80 години минуваат брзо и ние летаме од тука, а потоа се моли Мојсей, дај ни радост да се зарадуваме и да се веселиме во сите наши дни. Значи, нашите дни можат да бидат радосни ако ја најдеме радоста во Бог. И во Исаија 65 глава, 18 и 19 стих ни се кажува: веселете се и воскликнувајте довека заради она што јас создавам, зашто еве од Ерусалим создавам воскликнување, од неговиот народ радост. И ќе воскликнувам над Ерусалим, ќе се радувам над својот народ, во него веќе не ќе се чуе ни плач, ни ридање. Ова е ветување за тој нов Ерусалим, за тоа вечно блаженство кое што ќе го има верникот во Христос Исус. И Павле на тоа гради во Филипјаните вели: радувајте се секогаш во Господа, и пак велам, радувајте се. Радоста на верникот не се наоѓа во околностите на овој свет, но радоста на верникот се наоѓа во ветувањата Божи, во неговата милост. Зарадувај не, вели 15 стих, за дните кога не бичуваше, за годините кога страдавме многу, или за годините кога видовме зло. За тие години кои што Бог ја покажувал својата јарост, својот гнев го излевал врз нас, сега се молиме да не зарадува за нештата кои што ние во покаяние ги признаваме пред Бог и бараме обнова, бараме Бог да не помилува и да ни даде радост и веселба. И во 30-тиот псалм ни се кажува дека неговиот гнев трае само еден миг, а неговата добрина цел живот. Плачот доаѓа навечер, а радоста наутро. Во 126-тиот псалм истото нешто, истата тема ја има, дека оние кои што сеат со солзи ќе жнијат со веселба. Тоа е радоста која што може да се најде само во Бог и во Божјата милост. И понатаму, 16 и 17 стих, Мојсей бара таа слава Божја да се покаже врз него, врз слугите на Бог и врз нивните деца, а понатаму и да видиме добрината, милоста, благоста или убавината на Господа нашиот Бог. Дај ни да успее делото на нашите раце, нека успее делото на нашите раце. Тоа е молитва за неговата слава, неговата добрина и милост да не прати низ животот, за да успева нашето дело. И кое дело е тоа? Дали е секое дело што го правиме на овој свет? Да. И многу повеќе од тоа. Многу повеќе. Добрите дела кои што Бог ги приготвил за нас да ги вршиме и да ги правиме. И во втората глава, каде што читавме во Ефесијаните, од 10-тиот стих продолжува Павле и вика: имено негово дело сме, создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Тие се добрите дела кои што Бог ги подготвува за оние кои што веруваат во Него, за оние кои што наоѓаат милост Негова и за оние кои што се зарадуваат во Него. И тоа дело, наше дело за Христовото царство, треба да биде постојано. И сега ќе ве охрабрам да се трудиме, бидејќи секој труд во Господа не е напразен, туку Бог ќе даде да успее делото на верните, делото на оние кои што се трудат на оваа земја
иако мачно и тешко, гледајќи ја смртноста и грешноста на овој свет, Бог ќе даде да успее тоа дело на верните, на оние кои што не веруваат, оние кои што се далеку од Бог. Овој псалм ни покажува дека нема да умрете поради природата на човекот, но Божиот гнев е оној кој што ќе ве сотре, оној кој што ќе ве доведе до смрт, и не смрт само на телото и толку, туку вечна смрт. И те како сега ве молам за оние кои што не веруваат, да најдат милост во Бог, да најдат благодат во Бог, бидејќи само Тој може да го излечи тоа смртноста на човекот, да ја излечи и да доведе воскресение. Воскресение првично внатрешно, тука, да го доживееме тоа воскресение во нас самите, за да можеме да живееме на овој свет, исчекувајќи го тоа воскресение Божјо. И Мојсей, иако не влезе во ветената земја, ја виде со своите очи и е Божјиот човек кој се застапува, и тука го представува Христос Исус, кој и Христос се моли за својот народ. Истото се моли за нас, да успева делото на црквата, да успева делото на нашите раце. И Христос Исус моли овој псалм за нас. И тоа е нашата утеха, бидејќи тој е нашиот застапник. А видовме, ако Бог го послуша Мојсей, кој беше грешен човек, кој беше исто така смртен човек, колку повеќе ќе го послуша Христос Исус, да не помилува и да се врати при нас. И сега да се молиме кон Бог и да бараме тоа Негово дело, да започне во нас, ако не е започнато, она што започнало, да го донесе до крај, да не усоврши, да не направи свети како што тој е свет. Амин. Да се помолиме. Господи, Татко наш небесен, всемојкен и пресвет Боже, Ти кој што вечно постоиш, Ти си вечно, Ти го создаде овој свет и се што е во него, и Тебе Ти припаѓа. Во Твоите раце се човековите животи и смртноста на човекот е во Твоите раце, и доаѓаме пред Тебе, ништожни, бедни, како питачи на Твојата благодат. Бараме Ти да не помилуваш, и според Ти ова слово што го чувме сега од Тебе, те молиме, биди ни милостив и дај на вистина Твоето дело да успева во нашиот живот, да се продолжува, не само во нашиот живот, туку во животот и на нашите најдраги, на нашите синови, ќерки, на нашите фамилии, пријатели. Те молиме, Господи, дај затоа да бидеме сведоци за вистината, употребине и помогни ни да живееме не бунтовно, како израелците кои што се побунтуваа против Тебе, туку да живееме понизно, покорно, послушно на секој Твој збор и во секое Твое дело да се радуваме. Да се радуваме во делото на спасение во другите што Ти го правиш, и да се веселиме заедно со браќата и сестрите. И Те молиме затоа, биди со нас во овој ден, давај ни сила и благодат, да го осветуваме овој ден и да Те прославуваме Тебе меѓусебно, да дај благослови ги разговорите меѓусебно и дај ни благодат во сите разговори и дај Твоето дело да се гледа во нашиот живот. Поради Христос Исус Те молиме, очисти не од сите наши гревови и прости ни го секој наше беззаконие. Амин.